Како се трошеле парите на Европската Унија за проектите кои се однесуваат за подобрување на состојбата на ромите, ке се знае по евалуацијата на досегашната работа во ресорниот сектор во владата. Ова го истакна од Делчево Самки Ибраимовски, министер без ресор во владата, потенцирајќи дека оваа евалуација е неопходна за да се види реалната состојба на инвестирани средства од Европската Унија и реализираните проекти на терен. Предложивме на Европската комисија да се направи еволуција на сите проекти што се направени од 2005 година до денес. Така да таа еволуција ќе коштари околу 150.000 евра, што ќе покрие Европската Унија и ќе работиме да видиме дали е се во ред што се потрошени парите, каде се потрошени, како се потрошени, меѓутоа тоа ќе го каже Европската Унија, бидејќи тие ги давале парите. Без разлика дали евалуацијата ќе покаже злоупотреба или не на средствата наменети за ромите, сепак на теренот е евидентно дека животот на ромите и нивното место во општеството останува на маргините и покрај тоа што има подобрувања во одредени области. Но стратегијата за ромите и акциските планови од секоја општина покажуваат дека и понатаму кај ромите е најгорливо прашањето за домување. Имаме и нови објекти, правење на нови објекти и давање на градежен материјал на тие што треба да се поправат, односно да има со делна поправка на постоечките објекти, бидејќи знаеме поголемиот дел од ромското население каде што се населени нечат да идат од таа населба. Десетина ромски семејства преку оваа програма во Делчево може да си го решат проблемот со домувањето и уште толку да си ги поправат своите трошни куќи. Амбициозниот план предвидува и новина во делот на образованието и воведување настава на ромски јазик на Педагошкиот факултет во Скопје.